Денеска зборуваме за глобални империи. Значи, ти си човек кој што своето образование го градеше во двете најголеми модерни, ја кажеме. Тоа е Универзитетот во Бостон и Универзитетски коледж во Лондон. Па, да пробаме да ми кажеш како ја формираше глобалната перцепција во овие две институции? Па знаете како, во моето време, да кажам, ја го фаќам тој некој доцен модерен империализам. Повеќе тоа се чувствува во Соединетите Американски држави, одошто во Британија, во делот на секојдневието. Британците со себе носат една гордост, да кажеме, особено према странци од било која нација, било која раса и религија. Меѓутоа сето тоа е некако колоквијално, сето тоа е некако колку уз некаков разговор да се пофала, да се наметнат и така натаму. За разлика од нив, американците го живеат тоа. Американците се свесни за нивната моќ, се свесни што тоа значи 20-тиот век се Соединетите Американски држави и што тоа значи да си американец насекаде во светот. Зборуваме она формално кажано, нели, тежиштето на тоа што значи да си американец. И за разлика од британците се далеку поопуштени и повеќе се склони кон ризик. Значи, за американец нема граници, ниту во неговото размислување, ниту во неговото функционирање, каде и да се наоѓа, што и да прави. И затоа сметам дека барем во тој сегмент американците се поинтересно општество, ако може да си дозволам така да го заклучам тоа. Меѓутоа, во времето кога јас студирав, тоа беше некаде од 2009 до 2013 година во Соединетите Американски држави, светот беше сосема поинаков. Колку и да е тоа блиску, нели, до денес, сепак беше многу различно. Не само во тоа како се одвиваше образованието, но и во секојдневието и во очекувањата на американското општество и на целиот свет, што нема никаква врска со она што се случува денес. Денес гледаме дека оној поредок, да не го нарекуваме американски, меѓутоа нели познат како либерален поредок и така натаму, тој сепак има некаков американски ракопис, да не речам и поголемиот дел амблемен е американецот за овој поредок. Сите сметаме, вклучувајќи го американското општество, дека е на некаков залез или во најмала рака во некаква транзиција кон нешто ново. Дали тоа ново ќе се вика некој мултиполарен свет, дали ќе има нови светски сили, нов поредок, се уште не знаеме, веројатно живееме во некоја транзиција. Меѓутоа во периодот кога јас живеев и студирав во САД, не се насетуваше толку тој момент. Сега веќе го сеќаме. Нема да бараме виновници нели за сето тоа или оние кои придонеле, меѓутоа фактичката состојба е таа дека во моментов додека зборуваме Соединетите Американски држави не се единствениот хегемон, не би рекол дека се на колена, меѓутоа практично кажано има еден вакуум створено во светската политика, па и во таа геостратегија и таа геополитика каде што се наметнуваат и нови нели држави и сили и ќе видиме како тоа ќе се одвива и во кој правец. Меѓутоа, според мене е многу наивно да го изоставиме американското, па до некаде и британското општество во тој некаков си нов поредок, бидејќи контурите на се она што е образование, култура, развој, технологија, сепак концентрацијата на целата моќ и знаење е повторно во Соединетите Американски држави. Тоа не значи дека не постои во другите, меѓутоа повторно науката и технологијата, тие технолошки гиганти повторно ги имаме во САД, образованието и најдобрите факултети повторно ги имаме во САД, така да многу наивно е да го ставиме тој хегемон во втор план, без разлика што ќе се случува во новиот поредок. Да, окей, дефинитивно тоа што следи, се надевам дека изопшто добро е да живееме во некој мултиполарен свет кај што балансот ќе биде малце поизедначен, но тоа не беше така, да кажеме, барем во поголем дел од 20-тиот век и ќе стигнеме до Америка, но пред да стигнеме до Америка, сакам само го споделиме фактот дека исто ти си човек кој што многу патува, има посетено повеќе од 50 на држави. Веќе и 60. Веќе и 60 стигна. Не знам дали имаш листа некоја до каде би одел од тоа или едноставно по природа на нештата си оди, не знам. Колку успеваш да реализираш годишно, да кажем? Па нема некое правило, се обидувам. Да, али просек има некој, да кажем.
5 држави во просек се оди, да. Тоа е без форсирање, значи природно што да си кажеме без форсирање, но се обидувам тоа да биде држава во која не сум бил. Макар и да бидам само 24 часа и помалце во таа држава, преферирам да одам во држава или град каде што не сум бил, одошто некаде каде што сум бил, за да може нели да што повеќе да излече човек, што повеќе да запознае, бидејќи никогаш не знаеме дали ќе имаме втора шанса или вакво време, такви средства за да се тоа си го дозволи човек, нели? Затоа преферирам така. Една од државите која што исто е моја голема желба да ја посетам еден ден, која што мислам дека има фасцинантна историја и култура е Виетнам. Виетнам е држава која што е многу ќе биде многу во контекст на она што разговараме денес и тој американски империализам и како е на таква мала држава успева да се спротистави на една таква суперсила во тоа време. Но можеш ли ми кажеш во самата посета на Виетнам, еве да кажеме повеќе за културата и секојдневието на луѓето денеска таму? Видете, Виетнам е една од државите, лично за мене државата која најмногу ме фасцинирала во светот, од она што сум го видел досега во светот, од многу причини. Не поради тоа што од секогаш ми било желба да посетам таа држава, само ќе ве коригирам, не е мала таа држава, има околу 100 милиона жители, што е во ова време некаде и гигант. Меѓутоа, она што највеќе ми остави впечаток покрај многуте работи е нивниот однос кон државата, нивниот однос кон нацијата и како они се соучествуваат со сето тоа што значи да си виетнамец и Виетнам. Таа е една од земјите кои нема бог знае каков стандард, релативно ефтино и релативно сиромашни се луѓето кои живеат таму. Меѓутоа, пристапот кон животот е сосема поинаков. Пред се од нас европјаните, да не зборувам под нас балканците. Таа е земја каде што може да се ценкате. Да речеме типично за арапскиот свет, нели Африка и така натаму. Меѓутоа, самите виетнамци нема да ви дозволат да и вие бидете оштетени и они бидат оштетени од тоа ценкање. Доколку осетат дека превисока е нивната цена и дека така се осеќате, ќе најдат некој заеднички јазик и ја спуштаат цената. Меѓутоа не дозволуваат па и тоа да оди до крај. Никако имаат, самите ќе ве опоменат дека самите ви нудат многу и дека треба да барате малку. Колку да звучи чудно ова, имало многу такви ситуации на луѓе кои биле во Виетнам, нели? Каде што се соочувале со вакво нешто. Виетнамците се во принцип питоми луѓе, значи тие се приспособуваат и на една голема скромност, не бараат никаков луксус, така што иако важат за регионална сила пред се безбедносно воена во тој реон на светот, и сметам дека таквата скромност ги води кон едни поинакви цели, а тоа е достоинствено да го живееш животот без толку средства. Ние сме навикнати пред се во Европа и во западниот свет дека доколку немаме одредена сума на средства и пари, нели, и одреден начин на живот, дека не може да бидете среќни. Но они се антитеза за ваквото нешто и покрај тоа што се 100 милиони, покрај тоа што имаат една катастрофална блиска историја во однос на тие војни, нели, и сето тоа, сепак со таа скромност они се издигнуваат над сето ова. И друга некоја работа така што ми остави впечаток е се обидуваат да си ја чуваат државата. Секој си го чисти својот дел, секој си го плаќа својот данок, никој комшија со комшија имаат одличен однос, доколку кај мене смештајот е полн, веднаш ве пренасочува до соседниот комшија, така што едноставно се грижат самите за себе. Мислам дека овие точки што ги кажувам можеби вака звучат наивни, меѓутоа се суштински дел од тој мозаик која створи таа сериозна одбрана против американците. На страна нели одредена логистика од Кина и сето тоа, меѓутоа сметам дека и денес да се бори тој народ против било која светска сила во светот, тешко на таа нација што ќе ја нападне, бидејќи истрајни се, едноставно се држат, се чуваат, сосема, како што кажав, поинако го разбираат животот од нас, понасмејани се од нас. Не, апсолутно. Мислам, имаше некој податок дека за време на војната, значи тоа е војна која што се одвивала од 1950 до 1970 и некоја. Америка во тоа време има испратено околу пола милион трупи активно да се борат и на крајот на војната, значи пред да се повлечат, завршила со повеќе од 3 милиони војници во Виетнам. Со активни 3 милиони војници они се повлекуваат затоа што гледаат дека не можат да се справат со она што они го викаат селани со вили. Да. Као не можат да ги победат и едноставно американците мислам дека
таков отпор не наидоа од страна на друга нација во светот, коригираме ако грешам. Па да, не само што не идоа, туку виетнамците беа едни од ретките нации кои, како да кажам, тие не живеат за идеологијата. Без разлика што нивното уредување е комунизам и до ден денес, сметам дека нема таква параноја и таков однос кон идеологијата како што има во западниот свет. Ниту се плашат од комунизмот, ниту молат за некаква демократија и капитализам. Едноставно за нив политичкото уредување не е животна цел и не е секојдневие. Се додека нивните потреби се задоволени, нив и не им е толку важно дали се комунисти, демократи, не знам што. Така што политиката ја гледаат поинаку и многу е тешко да се борите против еден таков народ и да му наметнете систем за кој е секако индиферентен, ако може така да кажам, кон тоа што му го наметнувате. До ден денес виетнамците имаат комунистичко, социјалистичко уредување на својата држава, меѓутоа имаат сериозно отворен пазар и се можеби најуспешниот модел на комунизмот насекаде во светот во било кој момент. Но тие не се фалат со тоа. Нивната поента не е да го шират сега комунизмот, не знам, или нивниот модел на секаде во светот, иако во моментов и не се така инфериорни, да кажам, во тој дел, доколку Запад би можеле да го прават тоа пред се во реонот. Меѓутоа почитуваат суверенитет на друга држава, почитуваат различна религија и многу интересно кога не сте оптеретени идеолошки, како што ја често кажувам, идеологијата е погуста од крвта, вие кога не сте идеолошки оптеретени, тогаш е многу помал стресот и полесно се справувате со животот. И тоа е една од работите кои ме фасцинира во Виетнам, таму нема стрес. Верувате дека нема стрес, кога велам нема стрес како што ние го чувствуваме. Ние во Македонија па и во Европа имаме стрес од како ќе станеме од креветот спиење до крајот на денот имаме каков или таков стрес. Тие луѓе лесно го акумулираат бидејќи немаат вакви стеги, немаат идеолошки стеги, јас би рекол немаат ни религиозни стеги, дали е тоа благодарение на комунизмот, не знам, меѓутоа немаат такви стеги и тоа е еден голем благослов се една таква нација на страна што изобилува со една прекрасна природа, прекрасно море и така натаму, и тек мислам дека светот ќе го запознава Виетнам. Јас кога бев во Виетнам, Ти беше во Хошимин, ако не се лажам. Јас бев во Хошимин, бев во Фу Кок, тоа е еден прекрасен остров, можеби најубавиот остров во Виетнам, има повеќе острови, веќе е до некаде искомерцијализиран, има и фестивали, убави хотели и сето тоа. Меѓутоа Хошимин е Париз во Азија, значи ретко убав град, навистина исклучително убав град. За жал не бев во Ханој. Следното дење би сакал и до Дананг да отидам, каде што нели се овие кафе плантажи и сето тоа, меѓутоа секој град таму има своја приказна. И Хојан е многу интересен со тие чамчиња и така натаму, меѓутоа имаше она што ме стана интересно, имаше многу американски туристи. Се рачуните покрај на таква војна и такви злосторства што се случувале таму, вие си подавате рака на некој начин. Американците по темперамент и по карактер се такви, за нив нема граници, едноставно ќе би стапнали на месечината, нели, ако има некоја туристичка агенција за тоа, така што чека ред американци во самиот музеј за жртви на таа војна. И тоа е многу интересно, каде што се вработени нели виетнамци, сега вие гледате некој американец чека да го види музејот, зашто тој самиот е крив што го се случиле овие жртви. И сметам дека тоа многу кажува за таа држава. Се носи, простува, оди понатаму. Денес Виетнам и САД имаат исклучително добри односи пред се и економски, така што еден од поважните пазари, би рекол, на целиот свет, па и на САД во делот на економијата. Иако Кина се обидува да изврши што поголемо влијание, бидејќи, ќе повторам, Виетнам е таму регионална сила, и покрај тоа, нели, со тие воени действија кои ги имала, историјата кажува дека де факто Виетнам ја добива таа војна со американците, бидејќи епилогот е, нели, сепак комунизам во таа држава. Да, тоа беше основниот мотив оствари за влегување на Америка таму. Токму така, имав една прекрасна професорка Маргарет Ванденбург на Колумбија универзитетот во Њујорк, и на едни разговори со неа ми кажа: "Иво, што мислиш дека која мислиш дека бев доста помлад, сакаше да излаче нешто од мене, нели, за не процени. Што мислиш дека е причината, вели, за американската интервенција во Виетнам покрај идеологијата?"
Немав некој конкретен одговор или барем не можам да се сетам нистиот, но кога ја прашав неа ми вика да знаеш дека тој најважната суштина, а тоа е да да видат Соединетите Американски држави тогашната администрација дали Кина ќе интервенира. И доколку интервенира, тоа ќе значи дека можеби секоја следна интервенција на САД во тој дел од светот ќе значи интервенција на Кина и да види како ќе се однесува Русија. И тоа е една многу интересна, вака можеби сега од оваа гледна точка и не така важно, но во тој момент за светот можеби тоа е најважно. Да види САД како нивното ширење на хегемонијата, односно на нивниот поредок, нивните интереси и идеали, како ќе се однесува една Кина. Во тој момент мислам дека не само за Виетнам, туку учиме и за Америка доста, затоа што она што го кажуваше дека и покрај таква една војна катастрофа која што се случува таму, загинуваат огромен број на виетнамци, тие буквално се фрлаат пред нишан, не жалат, не прашуваат за живот. Редица на американци се реат како туристи, како посетители на тие музеи за да оддадат почит и едноставно да дознаат повеќе за виетнамците како историја. За мене тоа кажува дека они можат да дадат респект и единствено ќе дадат респект на тврди противници. Дека ако осетат малце дека има слабост во тебе, дека навистина ќе те растурат буквално од сите страни. Збориме за американците. Да. Па добро, видете, после Втората светска војна они се издигнуваат нели како апсолутен хегемон и се користат сите методологии, да кажам, за да се дојде до проектирање на нивните интереси, што од историски контекст, ако сега седнете да читате што се случувало нели во 20-тиот век, тоа има и некоја логика и некоја кредибилитет, па и легитимитет. Меѓутоа се испостави некаде крајот на 20-тиот век дека тоа не е, како да кажам, тоа не придонесува за човештвото, односно тие универзални вредности кои ги проектира САД не помагаат доколку САД го користат ова што го велите вие. Многу држави, меѓу кои Виетнам, осетија војна во држава во која луѓето не се против системот. И, значи, не се напатени, не војуваат, односно не се бунат против системот кој владее и не им треба ништо повеќе од тоа што го имаат. И многу е тешко како САД да предадете една таква приказна на светот, но секогаш се вадеше САД на идеологијата. Дека блиско е комунизмот, дека доколку падне Виетнам ќе падне и останатиот дел на Индокина, Камбоџа или Тајланд и така натаму. И насекаде на светот секогаш беше идеологијата таа која нели го спасува САД во тој модерен империализам. Меѓутоа некако и таа идеологија се разводни. Не многу општества се развија под демократијата, особено не под капитализмот. И некако веќе таа приказна не се продава во светот, особено не во глобалниот југ или во оние земји во развој, кои се повеќе ги придобива Кина. И тие земји не само што не успеа да фатат чекор со капитализмот и демократијата, односно за појасно да биде на гледачите, не успеа да се развијат како сериозно општество, стабилно општество и економски и безбедносно, со таа демократија и тој капитализам како еден хибрид. И сметам дека тоа остави еден простор за Кина, еден вакуум, да Кина може да го пополни, барем идеолошки, но истите тие држави се изгорени под знаци на навод од тој империализам предходно во 18-тиот, 19-тиот век и така натаму. И некако сето тоа се прави една каша, меѓутоа се развива во правец да се развива да се издигнува еден антагонизам кон САД. Затоа што сега тие луѓе, тие држави, тие нации го криват САД, ние ве послушавме целиот 20 век и почетокот на 21 век, ве слушавме вас, игравме по вашите ноти, по вашите правила, меѓутоа вашиот модел не успеа од нашата држава да направи ништо, освен да ве зацврсти вас како уште посилна економија во светот и овие некои поголеми држави кои се асоцираат со таа парадигма Запад. Така што веќе истрошена таа реколтеза. Истрошена, но она што нека фактичка ситуација на теренот денес, од она што постои како податок на интернет е дека американците имаат повеќе од 800 бази веќе реализирано низ светот и тоа си го носи своето влијание. И што мислиш, мислам, дали тоа од самиот почеток беше била некоја зацртана цел и како тоа воопшто влијае на суверенитетот на тие држави, знаејќи дека имаат една или повеќе
американски бази, некои Јапонија на пример имаше исклучиво голем број на бази, Германија исто така. Значи како влијае тоа на суверенитетот, колку се тие слободни да кажеме во некои такви геополитички одлуки, па и во домашните. Многу се сеќавам многу професори па и мои колеги своевремено кога сме развивале дискусија на оваа тема, велеле дека светот и покрај тоа што има ред сепак е во хаотична состојба или анархија владее помеѓу државите без разлика на сите институции. Значи сите овие држави каде што американците имаат бази се независни во рамки на поредокот кој е контролиран од самиот САД. Така што нека луѓето сами ценат што значи независност. Ако се повикуваме на таа вестфалиска по дефиниција независност, тогаш веројатно и не се независни. Меѓутоа имаше една погодност САД пред се во 20-тиот век кога ги создаваше тие бази на секаде во светот, а тоа е дека повеќето од овие држави осеќаа бенефит од базата на САД, односно ќе избегнат да бидат мета на некаков напад од било која соседна држава, да речеме, или било која сила, доколку прифатат да имаат база на Соединените Американски држави на нивна територија. Тоа навистина има своевидна вредност, бидејќи доколку имате таму 5, 10, 20 илјади американци, база и сето тоа, многу е мала веројатноста некој да ве нападне. И така таа симбиоза се развиваше низ 20-тиот век. Меѓутоа, за да бидете суперсила, да бидете светски хегемон, не можете без воени бази и не можете без воени бази на секаде низ светот. Тоа е нешто каде што успеа САД да го направи, да обиколи на некој начин и Русија и Кина во тој дел, особено со заземање на оној Пацификот преку Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Филипини, па и Тајван. И се направи еден обрач околу овие светски сили за да може нели да во перспектива да действувате и да имате контролата. Но тие бази имаат и своја цена на чинење. Покрај тоа, покрај финансискиот дел, вие тие треба да ги оправдате и пред американското општество, особено денес. Зошто? Затоа што, да речеме, империализмот како концепт за американското општество е нешто што е во минатото, нешто што се случило и нема враќање на тоа. И ако добро анализирате сите оние војни интервенции на САД во 20-тиот век, наидува на отпор од американската јавност. Секогаш имаше протести за војната во Виетнам, и за интервенцијата во Кореја, па дури и за Југославија, да не зборам за Латинска Америка, вклучувајќи и Панама подоцна. Значи, секогаш имаше масовни протести против овие интервенции, така што општеството американско не се гледа како империалистичко, освен во алтернативната вредност на тој империализам, а тоа е што го зборуваме модерниот, каде што нивната држава врши притисок, дава донации, отвара бази, нели сето тоа. Тоа е еден вид на нели модерен империализам. Така што сметам дека базите, порано покрај базите, ако се сеќавате, беа и оние носачи на авиони, беа капиталот со кој се мери вредноста на една суперсила, меѓутоа денес остануваат се повеќе базите, бидејќи воздухопловната индустрија надмина, би рекол, оваа поморската, така што авионите се сега и поважни од носачите на бродови и самите воени бродови. Меѓутоа базите остануваат сериозен предизвик и подвиг, бидејќи вие не можете да мобилизирате армијата доколку немате база блиску до непријателот, каде што ќе може нели да одморите, односно да ставите керозин или што и да ви е потребно, да се стационирате па повторно или самата иницијатива да покренете токму таа држава. Да, ми текнува на како се воделе тие постарите империи, да кажеме, и држави кои што се имале намера да освојуваат големи територии и секогаш за кој да се работело, значи тоа го правеле прво затоа што, да кажеме, пред 200, 300, 500 години немало нели авиони, немало ваква технологија, значи морале се движат нивните војски покрај брегот затоа што целата логистика и како се вика залихи ги носеле преку бродови, значи немаат они бази како што имаат американците денес, туку си ја носат базата со нив кај додат. Од војна доминација, значи покрај војна доминација, Америка денеска има воспоставено исто и финансиска доминација, која можеби е малце посуптилна, но дефинитивно еднакво моќна. Кој е според тебе влијанието денес на доларот во Европа и во Азија? Доларот сметам дека е
реалната вредност на американската хегемонија. Значи, покрај тоа што е политички инструмент, тоа е нешто, би рекол, зашто американците уште утре би влегле во војна. Значи, што значи тоа е попластично? Утре да реши ОПЕК, таа заедница, нели, на држави кои произведуваат нафта и тргуваат нормално, да реши да не купуваат и продаваат нафта во долари, јас сум убеден дека веднаш ќе започне и формално Трета светска војна, бидејќи тоа е доларот е тој што ја темелите на се она што го прави Америка во 20 век до ден денес. И сметам дека тоа е вредноста, односно цената по која американците, ќе повторам, би воделе војна. И сега доларот се наметна како најважниот символ, да кажеме, во економска смисла, некаде 44 година, нели, со Бретон Вудс договорот, каде што сите земји во светот се прифатија да се врзат за нивната валута, да се врза за доларот, додека паралелно на тоа доларот се врза за, нели, златото. И тоа беше една приказна која Соединетите американски држави успеа да го убедат светот дека нивното врзување со злато ја гарантира стабилноста и на секоја национална валута во светот, се додека е врзана за доларот, нели. И тоа трае некаде до Виетнамската војна, според мене, бидејќи Виетнамската војна бараше од САД да повторно да печати пари, да има една монетарна инекција, односно да се принтаат пари, да се пуштаат во економијата за да се финансира војната. Нормално, секој ова печатање на пари не беше покриено со злато, бидејќи не можете вие бескрајно да печатите пари кога златото и не е така бескрајно. И сметам дека тука некаде го изгуби САД чекорот со гарантот на доларот како светска валута врзана за златото. И некаде, ако не се лажам, 71-а Никсон важи, нели, за убиецот на златниот стандард, да. Меѓутоа, уште пред тоа, веќе и 60-тите и 70-тите, многу држави се помалку веруваа во доларот, баш поради овие причини, бидејќи САД или нивната, нели, централна банка, федералната банка, принташе пари во економијата, инјектираше пари во економијата и тоа го намалуваше вредноста на доларот, нели, се случуваа разни девалвации и сето тоа, па го убедуваа народот дека ова ќе го зајакне извозот на американските производи во светот и така натаму. Меѓутоа, генерално после 71 веќе ниту една држава, јас мислам дека не се врзуваше за доларот во однос на златото. Тука некаде и марката се издигна, нели, германската марка и сето тоа. Меѓутоа, да, доларот е бастионот е ОПЕК, нели, нафтата е после, пред кафето, најважната индустрија во светот, ако не најмокната, највеќе пари се вртат околу нафтата. И сметам дека се додека не се јави некоја организација, било тоа БРИК, било тоа Кина како држава да го наметне јуанот, ќе имаме релативен мир во светот. Меѓутоа, доларот е последниот бастион на американскиот хегемон и нешто што за нив е недозволиво да се отфрли доколку, нели, се формира било каков нов поредок. Таа е некоја црвена линија на американците. За сега е релативно стабилен и нема на повидок нешто, Бог знае какви тектонски движења во тој дел. Има некои осцилации каде што, нели, Саудитска Арабија знае да тргува со јуани, кинески јуани на светскиот пазар со нафта, кинезиве, нели, одбиваат. Меѓутоа, пак е тоа во своевидна контрола, доколку масивно се напушти доларот, сметам дека ќе биде, светот ќе влезе во голем проблем. Да, има некои теории дека кинезите уствари не сакаат да конкурираат на доларот со нивната валута, затоа што наставно сметаат дека на ваков начин оставаат преголем притисок врз Америка да ја одржат таа доминација која што практично многу е тешко, многу напор вложуваат за да продолжат да доминираат економски преку таа валута, преку долар. И едноставно ги оставаат да се трошат на таков начин. И не само тоа, јас ќе изнесам една интересна информација. Кина како држава е можеби најголемиот корисник е преводот на македонски, beneficiary би дошло на англиски, од овој светски поредок. Од капитализмот, таков како што го наметна САД после 44-5 година, Кина е земјата која најмногу доби, најмногу се разви и стана светска сила благодарение на тој поредок. И би било многу наивно луѓето да веруваат дека суштински Кина како држава е против овој
систем во кој живееме, бидејќи Кина не е сигурна дека во некаков нов поредок уште повеќе ќе се развие. А во тој контекст би го ставил и доларот, они не би војувале со доларот отворено, бидејќи вака како што е поставен доларот, Кина и тоа како е во ќар, ајде да кажеме. Тие развиваат некоја своја индустрија која што денеска може да парира на тој биг тех во Америка, ако не ги надмина во одредени сфери, но ќе дојдеме до Кина малце поцна. Има еден професор, гласноговорник да кажеме, што ми е мене многу интересен и на многу луѓе, и е првиот од да кажеме од тоа некое америчко интелектуално милје кое што се одлучува да говори отворено за многу конфликти, за целата намера на Америка во однос на империализмот денес. Тоа е Џефри Сакс, кажи ми колку си запознаен со него и неговата работа. Па генерално да, сум читал и сум слушал што се вели од Џефри Сакс, не можам да се сетам дали бев на некој говор негов додека беше на Колумбија универзитетот, не знам дали уште е таму. Да, уште е таму. Да, беше он бил односно и на одредени председатели и администрации, не само во САД, туку на секаде во светот. Беше на Елцин, мислам некако, не така се нешто, во Русија. Да. Интересен лик во секој случај, особено во последен период, со неговите тези кои ги изнесувам. Некои тези ме потсетуваат и на други некои глобални мислители или како и да е буквалниот превод, нели, на нашки, како на пример и на Ноам Чомски. Тука би надоврзал и некои интересни луѓе од нашиот реон, значи во делот на Словенија, да кажеме Славој Жижек, па Иван Крастев во Бугарија, може да го спомнеме, Јанис Варуфакис во Грција и така натаму. Имаме и ние на Балканов некои интересни такви личности, но се навратам на Сакс, он ме потсетува на оние коледж денови, да кажеме, во Америка, каде што во мене, а и претпоставам во сите мои колеги, нормално за еден студент да преовладува идеализмот. Значи, идеализмот дека сепак преку конструктивизмот ќе се дојде до некакво подобро решение, подостоинствен живот и така натаму. Не дека тој идеализам умрел во мене со текот на времето, меѓутоа Џефри Сакс не потсетува на тоа. Односно, ако добро паметам, он е еден поборник на тој мултилатерализам, па низ тој конструктивизам како правец во меѓународните односи да се насочи целиот свет и сите ресурси во светот кон решавање на тие проблеми. И он не го разбира светот како поле во кое државите се борат едни против други и да има победници и губитници, значи не сосема друг контекст наметнува, а тоа е една соработка пред се преку светски институции и од типот на Обединетите нации за да се решаваат проблемите на секаде во светот. И тука само би го надоградил тоа со едно собствено мислење, кое некако тешко ми поминува во нашава јавност и во Македонија, тоа е дека е локалните проблеми на политиката што ни ја наметнува, не само во Македонија, во многу држави во светот, се илузија. Ние имаме толку сериозни проблеми во светот, вклучувајќи ни и нас како Македонија, ниту може да ги прочитате во весник, ниту може да ги видите на вести, дали биле тоа климатски промени, дали биле тоа некои миграциони движења, големи процеси кои ќе менуваат како се вика структурата на целиот свет, правилата, религијата во која веруваме. Нас не трујат и не држат на некакви локални проблеми, јас дури ги нарекувам абстрактни проблеми, пред се од историски контекст, и со тоа ви ги врзуваат очите и ви ја спуштаат главата да не ги видите суштинските проблеми. Тоа е нешто на што повикува меѓу другото и Џефри Сакс. Значи, наместо да се претизираме, наместо да се делиме по политика, по религија, по партија, сето тоа да го надминеме и да се соочиме со глобалните, вистинските проблеми. Само така, бидејќи оваа планета очигледно има некаков рок на траење, со начинот на кој ние се однесуваме према неа, ја трошиме, нели? И наместо да се водат војни за тие ресурси, да се напредна рационална распределба, да се така, тоа се некои од тоа што сум запамтил тези на Џефри Сакс, да, исклучително интересна личност, меѓутоа се некако зенитот на својот потенцијал ваквите личности го истакнуваат при крајот на нивните кариери. Здравјето доаѓа од стапалата, вели една наша стара македонска поговорка, на која ако и веруваме, а нема зошто да не и веруваме, треба се потрудиме нашите стапала да ги добијат најдобрите и најквалитетните чорапи. Buchan.mk ви го нуди токму тоа.
квалитетни чорапи за сите видови на спортови, почнувајќи од трчање, планинарење, велосипедизам, скијање, буквално се што може ви текне. Мојот начин на живот наметнува неколку пати во неделата физичка активност со помал или поголем интензитет и ми беше потребно нешто што ќе го амортизира притисокот на стапалата и токму тоа го пронајдов со чорапите на Бучан. Отворете ја веб страната, видете што е она што ви одговара вас најмногу. За нарачки над 1000 денари доставата е бесплатна. За нарачки надвор од Скопје производите се испраќаат по карго. Значи исто да ви кажал дека важи и за еден Хенри Кисинџер, например, каде што кога се во екот, нели, на својата младост, ајде да кажеме, на својот разум, на своето знаење и рацио, не се толку, ајде, гласни да кажеме, или не делуваат толку многу како што сега. Сега Џефри Сакс на вистина овие последниот период го пратам овие година, две на сите тие форуми, конгреси и така натаму. Тезите му се сето она што ние го знаеме, меѓутоа не сакаме да се соочиме со тоа. И на вистина е така, вистината е таа, нема тука што да се спори. Меѓутоа, јас искрено сметам, може би ова малку ќе звучи чудно, па и радикално, не мислам дека светот ќе биде поведен да функционира по таква една систематизација или траекторија на функционирање како тезите на Сакс, се додека не му се случи некоја катастрофа. Може тоа да биде природна катастрофа, како што веќе насетуваме дека се случува, дали се тоа пожари, поплави, земјотреси. Значи светот треба да дојде на колена за да разбере дека проблемите со кои живее секојдневно се минорни за тоа какви проблеми имаме заедно, како човештво, како општество светско, нели, на оваа планета, и со кој ако не се справиме заедно, бадиела све ова што го живееме. Нема иднина. И сметам дека само едно такво поместување за жал една таква катастрофа ќе го натера светот да го послуша Сакс, да го чита Сакс и да го живее Сакс, а не како сега да го става под придница. Да, точно така, мислам дека неговата популарност он се проби екстремно многу стана популарен со тезата за НАТО, дека нема да се шири према Русија, уште години уназад, и дека тоа упорно го прави, намерно провоцира нели цело време Русија, да. Што е теза на која што логиката е тешко да се спротистави, едноставно многу логично звучи, не мора ич човек да се бави ни со политика, ни со ништо за види некоја хронологија и логичен редослед на настаните тука и зошто денеска толку луѓе умираат, да кажеме, во Украина, што ми е силната тема. Значи Русија и Украина, тоа е една катастрофа која што се случува, една од двете најжешки точки, да кажеме, на светов, тоа е Русија, Украина и другата е Израел и Палестина. Која е според тебе? Мислам, еве според тврдењата на Џефри Сакс, ако не се лажам, дека во 2021 во Истанбул на некоја си конференција Украина и Русија постигнале спогодба за завршување на војната и дека Западот едноставно ги кренал украинците од столче и војната продолжила и се развила во тоа што е денес. Па да, тоа е буквално американскиот хегемон на дело. И како Западот или Европа, свисно или не, се приближи кон тој еден начин размислување. Некаде после Втората светска војна, особено низ студената војна, тој период, САД успеа да ја убеди Европа дека Русија е најголемиот непријател и дека се што може да се случи и да дестабилизира повторно Европа не е една силна Германија, која ќе држиме слаба во рамки на НАТО, меѓутоа е Русија. И целото развивање психолошко, економско, културолошко, политичко, какво сакате на Европа како цивилизација во 20 век, е со помислата дека утре може нешто да не се случи од Русија. И сега, некаде крајот на 90-тите, односно, ајде нека и почетокот, тој експанзионизам на НАТО беше токму под оваа премиса. Сега е моментот да се прошириме, Советскиот сојуз се распадна, да се створи еден обрач европски околу Русија, за да не ни се случи тоа што би можело да ни се случи, а никогаш не се случи. Сега, таа параноја ја оправда експанзијата на НАТО. Таа параноја ја оправда барем во западниот свет. И верувајте дека 90-тите и почеток на 2000-тите не постои номенклатура политичка во САД која веруваше дека експанзијата на НАТО ќе доведе до Русија да интервенира. Затоа сметам дека
познавачите или непознавачите на руската историја, очигледно, го гледаат ова како некаков безбедносен проблем. Не е безбедносен толку проблем, колку што е геополитички. Зошто? Затоа што доколку беше безбедносен проблем, Русија ќе нападнеше Полска, ќе ги нападнеше Балтичките земји кога влегува во НАТО, ќе нападнеше Бугарија и Романија, бидејќи тоа е некој обрач, нели, меѓутоа ја нападна Украина. Зошто? Меѓу другото, ако сте го читале, сега е познат, да речеме, во последно време Тим Маршал, интересен лик, и уште неколку како него, кои велат дека вечниот сон на Русија, геополитичкиот сон на Русија, е излезот на топли води. Односно дека Црното море е единствениот излез на топли води на Русија, преку Босфорскиот, нели, подоцна тесне, за да излезе кон Средоземно море и така натаму, и да има отворени целиот свет. И дека нема цена што ќе ја спречи Русија да не се бори за тој излез на топли води. На страна оние киевски руси, на страна културолошко-историската поврзаност на русите и украинци, кои се поблиски како народи од што Срби и Хрвати, да кажеме. Така што Украина си сноси една сосема поинаква тежина. И затоа и тоа се случува. Најважниот дел на Украина е токму тој Мариупол, Крим и така натаму. Значи не се напаѓа толку многу во Киев или нагоре по северот према Белорусија, колку што е стратешки овој дел важен. И сега за проблемот да биде уште поголем, Путин е од онаа номенклатура на руски политичари кои сметаат дека распадот на Советскиот сојуз е трагичен за Русија, дека сите тие држави што биле во Советскиот сојуз се всушност Русија, пред се Украина, дека тоа никогаш не била држава и така натаму. И тоа е само еден мотив плюс за некој да разбере дека доколку Украина ја внесат во НАТО, ќе дојде до ваков конфликт. И тој нема да заврши се додека на Русија не се гарантира дека НАТО тука нема да се шири. Така што има своја тежина зошто токму Украина е нападната и зошто е ова геополитички проблем повеќе од што безбедносен. И се надам дека ќе заврши што порано, бидејќи тие руси и украинци се малтене еден ист народ, не би требало да се убиваат помеѓу себе само затоа што западнале во некаква филозофија на Западот, пардон, или провокација од Западот. Не е мојата теза дека јас оправдувам. Секој кој напаѓа е агресор. Американците во секоја војна се агресори и русите во секоја војна, вклучувајќи оваа, се агресори. Меѓутоа, и на тоа мора да се погледне во очи. Меѓутоа, мора да се разговараат и вака мотивите и познавањата од историските контексти, за да дојдеме, нели, до некаков заклучок. За сега вие да имате администрација на САД, која сака да смири Русија и да го направи тоа што не го направи Европа во изминативе 100 години. Што е тоа? Не да ви биде Русија главен непријател, туку да ја интегрирате во вашиот систем на вредности, во западната философија, да ја вклучите. Нели западната философија, меѓу другото и таа демократија, да ги почитуваме различностите и така натаму. Значи, не да наметнете тоа што го правеше САД во Ирак и во Афганистан, да и наметнете систем и некаков си политички поредок, туку да примите таква каква што е, меѓутоа да интегрирате, да соработувате економски, културолошки, да се развие една поврзаност, една нишка помеѓу овие две страни. Реална поврзаност. Да, бидејќи и после оваа војна, ако не се случи тоа, пак има војна. Се додека гледате Русија како непријател, ќе има војна. Од друга страна, ја споменавте Израел и Палестина. Едно доста бизарно, би рекол, бизарна ситуација и прашање, меѓутоа ќе почнам од крајот, а тоа е што конфликтот помеѓу Израел и Палестина денес кај нас и многу поразвиени држави од кај нас се створи еден наратив, нормиран наратив, а тоа дека тоа што се случува таму е нормално, значи таму не се сакаат, се пукаат, се бесат, се колат и сега вие никаде во ниту еден весник нема на насловно да прочитате дека 30 палестински деца се заклани, убиени, не знам што им се случило. Повеќе ќе биде дискотека во Доминиканска република што се случи таа трагедија, ударна вест, отколку ова. Значи Западот наметна еден таков наратив да ние со ова се носиме како нормално, Израел и Палестина конфликтот, а пред нас, пред очи ни се случува геноцид. Геноцид од невидени размери. Затоа велам почнувам од крајот. Оно што е многу интересно, јас на една емисија, мислам го кажав, имав еден професор, се викаше Вилијам Килор и ни предаваше во Бостон вовед во меѓународни односи. И тој велеше, запамтете, вика една работа. Во единствена
политика или држава за која се носат одлуки надвор од Конгресот и Сенатот, односно директно во Белата куќа, е Израел. Не постои друга политика, друга нација за која американците носат одлука во Белата куќа освен Израел. Тоа вика белиот човек, по знаци на навод, на западот во арапскиот свет. И ќе се мижи на све, значи буквално на се, ќе се мижи, ќе се проголтува, сето дека нивните интереси се проектираат преку Израел. Ова каде и да се случува на било која друга точка на планетата, светот ќе го сопре. Меѓутоа во Палестина не го сопира и го разбира, го абсорбира како нормално, бидејќи се смета дека пред се сад тоа го сметаат, дека доколку падне Израел, паѓа влијанието на американскиот хегемон на нивните интереси, на западната филозофија, на христијанството, без разлика што Израел не се христијани, меѓутоа повеќе се асоцираат нели со тој бел свет, како што се нарекува, што со арапските држави и сето тоа. И сметам дека тие ционистички политики оправдуваат и провоцираат хипотетички повторно да се случат некакви немили настани како во Втората светска војна. На други страни во светот едноставно го легитимирате тоа. Значи тоа што би се случило, тоа е катастрофално што им се случи на евреите во Втората светска војна. Меѓутоа не им дава за право истото да го прават врз палестинскиот народ. Добро, но така, они правото си го земаат со 7 октомври. Значи 7 октомври, она што тоа масовно убиство што го изврши Хамас, да кажеме. И сега тука постои теорија дека нели самиот Израел може да го исценира тоа за да после тоа нели ја сравни Газа со земја, или е тоа иницијален некој терористички акт на самиот Хамас. Чи како гледаш на тоа? Како гледаш на почетокот? Да, една од најголемите заблуди во моментот во светот, бидејќи конфликтот и антагонизмот помеѓу Израел и Палестина не почнува и завршува на 7 октомври. Војни се водат пред тој 7 октомври. Сега не би шпекулирал дали Израел нели го оркестрирал целиот тој напад на Хамас. Има многу теории дека Израел го финансирал Хамас, неговото постоење. Во принцип, моето мислење дека не е точно, меѓутоа Мосад и Израел замижа на формирањето на Хамас. Едноставно ги замижа за да се створи еден раскол во самото палестинско движење, односно палестинските територии, западниот брег и Газа, и политички еден раскол помеѓу тогашната ПЛО нели на Јасер Арафат, па подосна и Хамас, па и Фатах и така натаму. Не знам дали го финансира, но суштински замижа на сето тоа. Меѓутоа се манипулира во јавноста дека 7 октомври е почетокот на ова што се случува сега. Апсолутно не. 7 октомври е само изговорот за да се случи еден масовен екзодус нели на палестинци, или финалето евентуално да биде како што вика Трамп некаков си сериозен американски голф терен и ресорт појасот Газа, колку и да звучи ова бизарно. Организацијата како Хамас денес светот ја гледа како терористичка организација, како таква се води. Па и другите би рекол палестински движења, и Фатах нели и сето тоа. Меѓутоа, вие кога сте под една целосна окупација, кога викам целосна, вие имате ситуација да Газа не може да увезе ништо јаде без да добие печат од Израел. Значи, нутритивните вредности ги одредува Израел на палестинците, што ќе јадат, што ќе влезе и што ќе излезе од таму. Значи, тоа е една тотална масовна окупација во невидени размери. И кога имате една таква окупација, што очекува светот? Палестинците книги да пишуваат. Значи, никој ви контролира што јадете, ви убива, ве малтретира, ви прети. Тоа е една таква психоза, една таков притисок, да јас не знам каква вие реакција очекувате од општество. За жал, нормално е да се формираат терористички организации, да фалат пучки и да се борат, бидејќи ниту светот ги препознава, ниту ги прифаќа како посебна држава, ниту им помага. При тоа, кога веќе не помагаш, немој да одмагаш. Не го помага Израел да го прави тоа што го прави. И за мене овие работи за жал се разбирливи, јас не ги оправдувам. Меѓутоа, митот за секоја држава да се создаде, па така и македонскиот мит, се базира за жал врз некаква реакција, односно врз некакво движење радикално, да не го наречам терористичко. Вие ако ја читате историјата и внатрешната македонска револуционерна организација во рамки на тоа робство важела како терористичка организација кон системот во кој Македонија спајала. А ние денес градиме држава врз тој мит, врз тие револуционери, така и палестинците, значи не може за едни мајка, за други маќа.
Тоа што сега го прави Палестина, ние некогаш сме го правеле против турците. Реакциони движења, се бориме, пукаме 5 до 60, колку сме, толку сме, ама тоа е концептот, ме разбирате. Добро, таму има и нека религиозна позадина дека тоа е ветената земја, дека евреите се собрале тоа е либито национизмот, дека тоа било нивно, па сега дека првите луѓе што стапнале уствари биле евреите, па после тоа биле раселени на секаде ни светот, па после тоа се вратиле да се освојат. И тоа е дискутабилно, не знаеме дали е така, бидејќи тоа било нели сепак многу одамна и нема такви конкретни докази да кажам дека тоа било исклучиво нивно. Но и да е така, јас ја прифаќам и таа вистина. Ако никогаш ова парче земја потпаѓало под Бугарија, Грција, Србија или обратно, некои територии, сега ние треба да ги бесиме и колеме тие луѓе, да им кажеме ова некогаш беше наше, тргнете се вие сега. Тука сега од утре ние живееме. Значи не е тоа метод. Затоа светот понуди да биде пред се со таа после Балфорската декларација, нели имаше white paper него како беше, каде што се понудија Обединетите нации понудија една држава која ќе живеат и арапи и евреи. Меѓутоа идејата и суштината на национистичката политика, која нема никаква врска со антисемитизмот, и тоа е една манипулација. Тој што е антиционист не е антисемит, значи антисемит треба да имате омраза кон одреден народ, во случајов еврејскиот, врз база на нивниот етникум. Тоа не е убава работа. Меѓутоа антиционистите се против националистичката политика на евреите, односно на Израел. Во ниту едно решение Израел не сака да дели држава со арапска или било која друга, запамтете го добро, било која друга етничка група во светот. Значи, не само да нема арапи, туку да нема било каква друга малцинство во државата која оние добиваат нели 48 година. И тој ционизам е тоа што го провоцира, да кажеме, светското население, баремо на порационалното, пообјективното, да не речам понормалното, кое се противи на ваквото нешто. Па ние сите држави во светот што сме глупави, што имаме малцинство и што се обидуваме да живееме. Ние сме мултиетничко општество. Што треба сега ние да направиме? Држава чиста, овие да си направат другиве малцинства нивна држава во држава, мислам тоа е лудило. И врз база на тој национализам, на тој ционизам се протеруваат овие палестинци, меѓутоа нормално со помош и логистика од САД, како најсилното лоби нели во САД е еврејското, односно израелското, и сметам дека светот ќе зажали еден ден за ова, и сметам дека последниот, па можеби е последниот, ја викам последната шајка во ковчегот на моменталниот светски поредок е токму овој конфликт, бидејќи колку и да сте хегемон, колку и да управувате, па и манипулирате со светот. Оваа приказна не може долго да трае и да му ја предавате вака на светот, бидејќи не знам дали приметувате, ама протести има низ цела Европа. Протести има и по Азија и по Африка за ова што се случува во Палестина, само што ретко кој дава и гледаме. Значи светот веќе му е јасно дека ова што се случува не е убаво и не е начин на кој да ги проектирате вашите интереси. Да, но тие протести изгледаат малце невкусно затоа мислам или ја прикажува едноставно реалната слика во Европа, конкретно да кажеме, кај што толкав број на палестинци или едноставно луѓе со некоја исламска вероисповест излегуваат и насилно протестираат низ улици на европски метрополи, мислам тоа е изгледа брутално. Па ние сме изненадени затоа што не си ја познаваме доволно историјата ние како европјани, зборам, не како македонци. Затоа што се согласувам со вас, меѓутоа сите овие мигранти, еве нека се повеќето од муслиманска вероисповест, што се дојдени и населени во Европа, имале некаква мака во својата држава, избегали, поголем дел од нив како бегалци, со статус на бегалци се населени во европските држави или за подобар живот и сето тоа. И кога Марфи би бил геополитиколог, ова би било најинтересната случка. Истиот тој европско-американски свет ги создава овие проблеми во земјите од каде што доаѓаат тие мигранти. Таквата дестабилизација ги тера тие луѓе да се селат во Европа и во САД, за потоа да се жалиме зошто се тука и ни го нарушуваат, да кажеме, субстанцата по која живееме. Малце по-пластично кажано, за да бидам и коректен. Меѓутоа, можеби и ние како европјани сме криви. Вие имате една Франција која праше една катастрофална методологија на колонизирање, да речеме, на овие држави по Африка, по Северна Африка, Субсахарска Африка, и денес се чудите како ако одите во Париз, не знаете дали сте во Дамаск или во Сирија или во Франција. Па не можете вие да го
да го експлоатирате тоа општество, тие држави, да им наметнувате некакви идеали, да им создавате војни, кај што ви одговара демократија, кај што ви одговара да бидат диктатори како на пример или шеици или не знам што и да го репресираат општеството, тогаш нека тера тоа така. И сега вие да очекувате сите тие репресирани луѓе оштетени кои доаѓаат кај вас за подобар живот, зошто доаѓаат па ви поместуваат нели работе. Значи имаме ние како европјани и американците своја кривица и свој удел зошто ни се случува ова што ни се случува. Така што сметам дека кога ќе кажат борбата против тој тероризам или сето тоа, сметам дека борбата треба да почне од нас, да престанеме ние како западна филозофија да ги дестабилизираме нациите по светов, да ги експлоатираме и да наметнуваме еден таков контекст, бидејќи вака ќе ни се враќа. И ова е иреверзибилен процес, вие не можете да ги истерате сега назад, тешко вас. Меѓутоа ние како Македонија имаме едно решение. Рамковен договор ќе им направите и по Франција и по Германија, 20% учество во парламент, 20% учество во двојазичност и ќе го решите како ни велеа нас, нели, еве модел. Ќе бидете мултиетничко општество. Да. Дете малци да се Едно општество за сите. Нашалиме, да. Да, практично она што го викаше Европа со тој свој некој колониализам ги уништи системите на државите, луѓето по природа на нештата избегаа во самата таа Европа и сега што да правиме со луѓето. Белгија под Леополд чуваше луѓе место животни во зоолошка, ако се имаше. Не знам за тоа. Да, има многу книги за тоа и така, дури има и фотографии каде што луѓе со црна боја на кожа се чуваат буквално во зоолошка и доаѓаат бели луѓе, да кажеме, белгијанци од овие се дојдени од Конго, нели, луѓе во Белгија се собираат, плаќаат за настан да видат тоа врзани со ланци, мислам, неубави работи, тој колониализам и империализам наметна еден таков наратив да сега ние го живееме бумерангот. Кога викам ние повторно Европа го живее бумер. Можеби не ние македонците реално сме една од нациите кои немаме црна дамка во нашето минато. Нити некој сме нападнале. Нити сме извршиле геноцид, нити сме извршиле некакво етничко чистење. Ама дали е тоа предност за тоа што мислам дали не сме го направиле тоа заради тоа што сме многу коректни и морално исправни или настрана сме биле слаби и никогаш не сме имале шанса да го направиме тоа? Па тука веројатно ме фативте, не дека сме биле слаби, но не знам колку ни била развиена свеста и колку свесно сме се издигнале во размислувањата да бидеме едно, да бидеме нација, да создадеме нешто такво. Сметам дека често сме биле манипулирани, не би навлагал зошто и од многу наши соседи да прифатиме нивната националност или нивната религија seедно. И некако дали во тој наш менталитет уште од тогаш, дали во нашиот тој дух македонски, меѓутоа многу подчинетост. Има тука своја видна вредност зошто ние сме били многу малку луѓе и мала држава и сето тоа. Меѓутоа, ајде да не навлегуваме и да копаме, можеби некој ќе се навреди од тој контекст, нели? Да се вратиме малце во Кина. Ме интересираат неколку работи, ако имаш информација ми споделиш. Значи панданот на она што е Big Tech, рековме во Америка, во Кина е Tencent, Alibaba, WeChat и така натаму. Значи кинезите некако планираат да почнат таа доминација, таа своја доминација, ама малце на поинаков начин, односно преку тие cloud платформи и cloud capital. Значи денеска се што прави човекот е многу дигитализирано и се заведува во форма на податок. Па колку сме свесни за тој cloud капитализам денес, да кажеме? Па капиталот како капитал постои од секогаш, од кога постои првиот човек, нели, постои капиталот, меѓутоа денес капиталот најинтересниот или најзначајниот капитал се сепак информациите. Оваа технолошка епоха што ја живееме, да кажем, или ренесанса е своевидна нова индустријска револуција. Многу ми нарекуваат четвртата индустријска револуција, ова што се случува со технологијава. Или како што велам јас, на човек дајте му шини и радио, он ќе измисли фашизам. Значи така и со информациите. Затоа сметам дека во информациите тој не јас сметам, него се испостави дека е така, дека најважен капитал се информациите, бидејќи со информациите практично вие може да создадете и нов свет. Сега
Јас може да продискутирам таа политичка конотација на сето ова, не сум некој IT инженер, не сум толку упатен во нели техникалиите на сето ова. Политичкиот аспект и повеќе ме Да. интересира, да кажам. Меѓутоа што е многу фасцинантно, значи целиот овој cloud capital, нели, и сите овие што ги напоменавте платформи, ја дури за гледачите полесно да не разберат, би ги спомнал една Alexa, нели, или на Netflix, или некој смартвоч што го носиме до ден денес. Тоа се сведни алгоритми кои ние самите луѓе ги храниме. Ние им ги даваме тие информации, значи сакам да трчам волку колку калории ќе нели намалам, или ако гледате Netflix е најинтересен пример. Значи вие гледате еден филм на Netflix, утре дента седнувате да гледате пак, и тој Netflix сега ви сугерира, ви вели штом сте го гледале овој филм, еве ви интересни филмови во тој домен. Значи тој сега Netflix вие го храните преку вашите активности и размислувања и он сега создава една слика за вас. Во моментот кога доволно информација ќе нахраните системот, тој вас ве моделира. Тој вас ве тера да гледате тоа што сега ти се нуди. Сега ако си огледал овој филм, гледај го овој или оваа серија, или не мора да е тоа, дали е тоа трилер, хорор или не знам што. Полска, француска, па ќе ви даде полски, ако гледате полски. Сега да кажам, самите ние го храниме тој алгоритам и во моментот кога ќе го нахраниме, тој нас не врши влијание, не моделира или Facebook, suggested friends, нели, па ни сугестира кој пријател да го даде. Сето тоа изгледа наивно. Меѓутоа вие потпаѓате на еден алгоритам кој веќе ќе ви даде правец на живење и размислување. Сега истиот тој Facebook ќе ви нуди вести кои вас ви интересираат или проценил алгоритмот како што сте го ранеле, што ви интересира. Која држава го води тој алгоритам, таа има предност во тој нов свет. Се не ова некаква завера или нешто, се ова релативно транспарентно, односно ние самите граѓани пристапуваме кон ова. Меѓутоа е многу значајно како држава или фирмата да потекнува од таа држава и да биде предводник во тој технолошки развој. За вие да бидете тие кои ќе го моделирате индивидуалецот или новото општество во некој си фазон. Сето ова може да го прошириме се и кон воената индустрија, нели, со таа роботика, со тој artificial intelligence, со тие дронови. И дроновите се своевиден една нишка, еден магазин со капитални информации. А тука се исто така интересен пример и самите автомобили, затоа и Тесла толку напредува, или затоа што самата Тесла, како што кој велеше, Тесла ви е iPad на тркала. Да. Буквално таа од вас собира информации. Па потоа ве рани каква ќе биде време, кај да свртите, па ако возите спора ви сугерира. Значи, сето тоа е еден своевиден капитал, човечки капитал, кој не знаеме во кој правец ќе не однесе. Јас не сум некој фан на, искрено ви кажам, не само на технологија, туку и на прогрес, ако ме разбирате, затоа што сметам дека питањето кон тој прогрес и тој развој не доведува до... Ја нарушува таа некоја автономија на живење, некако даваме консензус, даваме некоја согласност за нарушување на приватност, која уствари не ја даваме. Ние само прифаќаме користење на одредени производи и после се чудиме. и после тоа ни стигаат сите сугестии. Мислам, они го имаат изведено тоа навистина на феноменален начин. Значи таа моќ на сугестијата од психолошки аспект, знаеме колку е важна за луѓето и колку ние како луѓе функционираме на тој принцип на сугестија. Ние самата човечка природа е многу потешко функционираме кога сами треба да дојдеме до одреден заклучок или активност или мислење, туку полесно ние да ни даеш сугестија, да ја прифатиме или да ја отфрлиме и така натаму. И се ствара еден балон во кој живееме. Значи вие сега или јас функционираме во еден круг на пријатели, на луѓе, на текстови, на весници, на филмови кои ние сметаме дека ни одговараат и едноставно како во некое виртуелно гето сме, нели, со информациите кои ни стигаат. И многу е важно тоа, се за разлика од останатиот свет, Кина тоа му го наметна на светот како и те може тоа да биде и пристапно и ефтино. И тука некаде и со автомобилската индустрија го направи тоа и со овие нивни нови платформи, софтвери и така натаму. И тука е нивната предност, не дека Кина е ефтин пазар. Кина веќе не е така ефтин пазар за работна сила, меѓутоа кога станува збор за технологијата веќе го имаат изнаењето, милиони студенти се школуваа по САД, по Британија, се вратија во Кина. Една таква позитивна селекција има Кина, што е невидена барем во политиката. Вие денес застанете дипломат или политичар во Кина,
тоа е катастрофално тешко. Има такви тестирања, такви тестови на логика, такви филтрации, што не е случај во САД. Во САД може да станете политичари со врски. Но вистина може. Во Кина тоа не може. Ако имаат политбюро, ако има комунизам, едноставно таа позитивна филтрација не ги издигне и тек ќе ги издигнува. Имате сериозна политика, сериозни политичари кои тек можеби ајде ние помлади веќе доживееме да видиме што значала нивната филтрација понатаму. Има во таа некоја филозофска политичка литература која го опишува политичкиот систем и градењето на политичарите во древна Грција и дека они уште тогаш имаат воспоставено систем кој може да се бави, нели ги делат луѓето главно во три класи, значи владетели филозофи, средна класа се чувари, ниска класа се граѓанство, занаетчи и така натаму. И са кој може да се бави со државна функција да биде државник проаѓа процес на селекција кој што трае минимум 10 години, значи од 20 до 30 години тие се едуцираат на теми кои се однесуваат на јавен живот. Значи, окей се сите тие занаети, човечки карактеристики ти што ги имаш природно со себе, но овие вештини конкретно за водење на државна функција ќе ти требаат. И 10 години го насочуваат вниманието и образованието во тој смер. Дополнително, значи испод 30 години никој не сме да се бави со државна функција, од 30 до 35 години они учат уметности на душата, значи диалектика, култура, музика и така натаму, ораторство и значи над 35 години ти можеш да се бавиш со висока државничка функција, значи не можеш да иако тие 10 години си ги прошол, пак не добиваш такое право. Значи они многу внимаваат кој ќе седне на тоа столче, кој ќе управува со големите маси, затоа што ги знаат најверојатно последиците. Ова што го кажуваш ми прави совршена смисла со Кина. Фасцинантен е моделот, само ќе направиме една паралела. Јас кога се запишував, да речеме, на коледж, верувам и децава денес, во САД конкретно, таму, например, ако сте син на председател, син на некој гроф, син на некој диктатор, за волја на вистината, ако сте некој еминентна фамилија пред се во делот на политиката или бизнис сферата, ајде да не кажам автоматски, меѓутоа голема е шансата да влезете на сериозно добар универзитет, да не кажам на најдобриот универзитет. Се разбира, треба да имате основата, треба да имате знаење, треба да сте добар ученик, меѓутоа кога би бирале меѓу мене и вас, ако јас сум син, да речеме, на Јошка Фишер, така, мојата предимство ќе го има. Зошто? Затоа што сакаат да таква една клапа на луѓе, таков еден кворум, нели, таков квалитет на луѓе да вовлечат во таа држава и да се развиваат со, ајде да кажем, исклучително паметни, но и еминентни луѓе, за подосна да може да имаат каква таква соработка и контрола. Сега не е некоја забрана, не контрола да спее да го контролирате човекот, меѓутоа контрола на тоа што се случува и како се однесувате. Значи привлекувате една таква маса на луѓе. Исто имаше и она affirmative, оваа позитивна дискриминација, affirmative action или како беше, каде што, например, доколку еден човек со бела боја на кожата има исти оценки како човек со црна боја на кожата, предимство има овој со црна боја на кожата, бидејќи спаѓа во една сфера на луѓе кои се дискриминирани. И сето тоа тоа е навистина интересно до некаде и разумно и човечки и сето тоа. Меѓутоа тоа во Кина го нема. Филтерот на Кина е ако те бива, те бива. Мора да те бива, дали си црн, бел, жол, ваков, таков, небитно, толку колку што е важно да те бива. И од таму овој модел, нели 10 години те калемат, па малце да те оправат со овие нели 5 години со тие моменти, тоа е еден цел процес и така треба да биде. Не дека Кина е најпаметната нација на светот, можеби е, не знам. Меѓутоа и ние помаливе држави, особено Македонија, која е држава 200 км од сат и пол возење оваа држава, може барем нешто да имплементираме такво што ние бесплатно да го имплементираме и да се научиме барем ние 1,5 милиони колку сме два народ да живееме достоинствено. Не мора да бидеме Кини да склопуваме ракети, ама не знам, мислам дека колку помалце сме, толку потешко ни иде. Да. Веројатно затоа што оние што бегаат се всушност brain drain, составен дел на таа критична маса која ни недостасува. И ова што остануваме тука е склоно на партизација, на такви некои работи. За жал,
тие што стануваме тука ќе го поведуваат општество, каде да го поведуваат. Така да тек ни предстои еден тежок период во наредниве 100-200 години. Да, се надевам дека мислам ја гледам партиите стварно како најголем и главен извор на корупција кај нас и гледам дека времето води кон намалена зависност од членството во партија, значи иако се сериозен извор на екзистенционализам кај нас се уште, оваа нека глобализација и технологија што се воведува дава некои можности на луѓето да преживеат и без да се членови на партија, така да мислам дека намалување на членството, значи не на активизмот, не на мислам стварно да останат луѓето што сакаат нешто да сменат, да останат во партиите, значи не тоа да биде за гола екзистенција. И сега се надевам дека тие такви големи блокови на партии ќе се намалат и дека тоа ќе биде еден од излезите кои што не знам ќе воспостави некој баланс на нормално. Да, закрвено е многу, особено и младиве се така испартизирани, па и постариве да не зборувам, ама дојдени сме во една ситуација да мислам дека од партија кои им кажат религија да променат, ќе променат. Да. Значи тоа толку е важна партизацијата и сега ние живееме овие последниве десетина години во една фаза да се брани неодбранливото. Значи, например, еви со оваа трагедија што ни се случи, значи нема што ќе се случи ако решила вашата партија дека ова е исправно или неисправно, вие го браните тоа. И сега вие како млад човек, слободоумен, интелектуалец и така натаму, длабоко во себе вријата, нели си велиш, ова не е добро, мора нешто да се смени и така натаму, од друга страна мора да бранам партијата, бидејќи ако не ја бранам ќе останам без работа, мајка ми, татко ми, брат ми, значи толку е поделено општеството, толку е претезирано да е хендикепирано да оди напред. Веќе ние знаеме, ја мислам дека народот веќе нема ни сила да оди напред. И не ни знае што значи да оди напред. Толку е истравматизиран и сето тоа. И баш ја спомнав религијата, да речем религијата како идеологија, бидејќи таа е своевидна идеологија, за разлика од политиката е поинтересна бидејќи секогаш се осврнува на големите прашања и на големата слика, а политиката манипулира со локални проблемчиња. Не трујат со све и свашта, со глупости, со некои историски контексти кон кои нема назад, кои сега треба да ги знаеме и почитуваме, меѓутоа опасна е политиката пошто манипулира на мала врата. За разлика од религијата која нели се бави со големите прашања, како светот се создал, никогаш што од политиката нема да го слушнете. Значи да размениме политички аргументи како светот се создал или какви проблеми имаме или во што да веруваме. Ниф им е важно да ве држат, зборувам конкретно за овде во тие партии, тие да бидат си сега ако кажете нешто против власта се ваков, таков, онаков, нели оние етикети сега што ги лепат, ако дојде утре нека нова власт или претходна исто, и тоа е еден механизам кој што ја направија политиката овде, односно партијата да биде партиското членство најразвиена стопанска гранка. Значи вие таму гледате ескапизам, гледате излез, гледате спас, едниве се селат насекаде во светот македонци, другиве што остануваат излезот кога гледаат низ тие партии за жал и не знам, многу тажно. Но би сакал, знаеш како, многу ретко сретнувам да некој стварно има добро артикулирани ставови и некоја свесност и на реален начин ја представува го представува секојдневието во Македонија. Ти си еден од тие и би сакал уште еднашка да го повториме ова со нели тема ни биде Македонија. Затоа што мислам дека едукација и споделување на знаење е најголемиот отпор што можеш да го даеш на такви некои негативни политички сили кои што намерно манипулираат со луѓето, да знаат што прават и знаат дека колку помало е нивото на знаење и нивото на едукација кај луѓето, толку се полесни за манипулација. Мислам пак ќе се вратиме на старите грци, стварно мислам дека многу голем дел од таа политичка мудрост ја имаат кристализирано уште тогаш. Значи они викаат дека од трите класи, висока, средна и ниска, средната класа е таа што може да биде владеана и што може да владее. Високата класа може само да владее, а ниската класа може да биде само владеана. И сега ако извадиме средната класа, како што сметам дека кај нас е извадена комплетно, не стануваат висока и ниска класа кои што едната само сака да владее, другата може да биде само владеана, нема избор, значи нема како да се промени статус-квото. Значи евентуална шанса би добиле кога би добиле некоја средна класа која што може и во едниот и во другиот сегмент да функционира.
И умствено и финансиски се губи таа средна класа, која нели важи како кичмата на демократијата и како некако историјава циклично, повторно да се тој аргумент важи таа теза, како да се повторува, така се распаѓаа кралства, така дојде до воспоставување на демократија и сито тоа и се плашам дека повторно ќе дојде до тоа. Што подалеку одат, што велите, а нема таа средна класа, односно богати и сиромашни, што поблиску сме до конфликт, нова револуција и нов поредок во светот и никако да научиме лекцијата дека сепак мора да има некаква прераспределба на тие средства, на тоа знаење, што велат, нели, легендата вели Сократ умрел ради будали, кога видел колку будали луѓе има на толку учење и делење на памет, починал човекот, така да во негативна конотација интересна ситуација во светот. Многу ме интересира дали си запознаен со работата на Џон Перкинс. Искрено не сум, имам некои основни познавања, ама не сум. Значи Џон Перкинс има напишана книга, еве ти ја препорачувам ако имаш време прочита, исповед на еден економски убиец, така се вика. Готово знам. Тоа и сум читал, да, али значи после таа книга конкретно од тој човек кога ја прочитав, Хитмен нешто, да, така. Да, Economic Hitman, Confessions of Economic Hitman. Значи после таа книга и кога ќе сватиш дека светот уствари така функционира, она што го кажа ти на почеток, мислам дека тоа е моделот. Значи големи држави мапираат банана држави и на таков начин преку такви економски убици ги буквално им ги рушат системите или едноставно ги задолжуваат за генерации унапред да не можат да се оправат. Населението после тоа значи се раѓа во долгови едноставно, се раѓа од минус 100, значи не добива шанса. Така и не знам дали неговата книга читав или кој беше некој друг автор на истава тема, уште во средно кога бев, за сите оние сценарија, да речеме, во Латинска Америка, кај што се рушат влади и се рушат. И сега вие рушите влада, дали е добра или лоша, тема на дискусија, нели? Меѓутоа носите диктатор. Да речеме, еден таков пример беше Чиле, со Пиноче кога падна Салвадор Аленде, каде што сад сметаше, односно продаја таа приказна дека Салвадор Аленде се поблиску до комунизам, дека комунизам доаѓа на вратите на сад. Уствари он не пееше по нивните ноти, не го испорача тоа што требаше, нели, кон сад и го донесува Пиноче, кој беше еден најгромозорните диктатори во 20-тиот век, а зад него стоеше сад и го поддржуваше, додека паралелно на тоа се воспоставува демократија насекаде во светот. Така да мислам дека таа пракса повеќе важеше некаде од 60-тите до 80-тите на минатиот век. Денес има малку подруга методологија, ајде така да кажеме. Но суштината е таа. И јас не знам како луѓе еве на Балканот и во Македонија не разбираат дека Соединетите Американски држави во случајот они се хегемонот. Ја би ги додал и Русија и Кина. Тие држави не сакаат или мразат. Значи во нас и во сите држави си гледаат да си го одбранат интересот. Ако интересот им е Македонија да не постои, нема да постои. Како што постои затоа што има интерес од големите сили да постои. И секогаш било така, но особено истакнато во 20-тиот и 21-тиот век. Значи, и затоа ние треба да се приспособуваме, да се прилагодуваме во светските текови и во низ некакви сојузи, бидејќи вакви какви што сме, ние не сме фактор, нас нема кој да ни гарантира некаква неутралност, например, така натаму, и треба да се поучиме од ова. Значи, навиваме за едни ако победил Трамп, ако победил, не знам, Џо Бајден и така натаму, нема никаква тука љубов. Значи, се е тоа интерес. Интересот амблемен, да кажем, на САД во нивното владење како хегемон, малку подсетува на британскиот хегемон некаде во 19-тиот век. Што е тоа? Тоа е balance of power или статус кво. Меѓу другото, затоа и растурена Југославија, да расцепкаш, да не биде нели една силна држава која ќе биде успешен модел, не знам, на социјализам и ќе прави проблеми во Европа. Меѓутоа, да нема и војни. Затоа подоцна и НАТО интервенира. Значи да има некаков мир, статус кво, секоја држава да биде тука, некаде да не речам утепани сите на Балканот, значи да нема некој што ќе се издигнува, да не се издигнува Германија во Европа, да не се издигнува Србија во Југославија и така натаму, значи да се држи едно статус кво и тоа така да тера да ги отвориш пазарите, да може да ви продаваме, вие нас ајвар, ние вас ракети, авиони и коли, се знае каде е суфицитот, така да тоа е еден модел кој јас како македонец може да ми звучи мене неправедно, не ова. Меѓутоа и ние да сме хегемон, веројатно
така ќе функционираме како држава и ќе Да. што се вели со стапот на секаде по Мислам дека светот. би биле уште пострашни. Да, ние ги се искараме меѓу нас кои што да владе и да овие држави се покомпактни. Мене многу пластичен доказ за ова што го збориш ми е војната во 2001 кај што значи они буквално не оставија, не набљудуваат цело време и си го мереа интересот во секој момент. Секогаш е така. И моментот кога си го измерија интересот, они земаа страна, да кажем, и војната заврши до тогаш. Да, јас дури ќе се навратам не малку повеќе поназад, а тоа е турското робство, да кажеме, врз Балканот, меѓу кои врз нас македонците. И сите оние, например, се ние учиме во Србија, во Романија, во Бугарија, во Македонија, не знам што, револуции, востанија. Меѓутоа, вие никаде нема да прочитате во било кој учебник да ги стават тие револуции и востанија во некаков контекст. Каков контекст? Па зошто баш сите тие востанија се случуваат во еден ист момент? И во Грција, и во Значи, станале од спиења овие војводи им текнале. Значи, пак е тоа масло на британската надворешна политика. Да ги испровоцира овие народи да се борат против османлиите за да растурат империјата. Мислите дека нас не сакале британците и србите ги сакале, албанците и сите да се борат против турците за да имаат своја држава? Не. За да распаднат османлинската империја, за да може нивната империја да биде владетел. Нема тука љубов и ние и жал ми е што не ги учиме работите и науките во контекст. Јас не сум историчар, меѓутоа сум доволно учен и образован да проценам дека конкретно во Македонија историјата никогаш не ја ставаме во контекст. Значи учиме пример. Гоце Делчев бил револуционер, се борел за тоа што се борел, бил македонец, бил ова, бил тоа. Меѓутоа дајте му ја големата слика на ученикот. Зошто баш тогаш тој човек, зошто 2 дена претходно или 2 века претходно не се борел значи контекстот е многу важен и кој стои за тоа, бидејќи во политиката нема ништо случајно. Секој проект, секоја револуција, секоја либерализација, за се стои некаква агенда. И како само доколку така ги анализираме и прецепираме работите, ќе ни стане јасно што се случува. Не да одиме по светот и кога ги кажеш Македонија не знаат каде, треба и тоа да се учи зошто е така, нели? Така што тоа е, ќе повторам, во тажен момент живееме. Ние, нашава генерација, сега не знам која возраст, јас сум 34 години сега наполнив, али иста генерација сме. 91. Да. Ние сме деца на транзицијата, условно кажано, односно сме растени, никоја велам транзиција пропаднала алумина, останале наши без работа, него транзиција светска, во која од еден поредок навлегуваме во друг, и транзиција е секогаш подразбира многу големи ризици и предизвици, не знаеш што те чека и такво е, нели? Па сега го има Доналд Трамп кој наговестува некој нов поредок, нов систем. Да, може ли малку околу тоа, околу оваа трговска војна која што е наметни, кој што нели секој ја дефинира на некој свој начин, што е ова што се случува, каков е овој поредок сега? Па видете, доктрината на Трамп, ако ги анализирате неговите изјави пред да биде и политичар, пошто Трамп значи, не е политичар. Он го најавува практично ова годину назад. Он го најавува години назад затоа што неговото политичко милје се базира некаде крајот на 18 почеток на 19 век, тоа некое функционирање на САД. Тоа е, значи, да се однесувате како класичен хегемон на протекционизам, значи прво моето, па сите вие другите. Меѓутоа проблемот кој е? Проблемот е што во последниве век и пол САД ја продава таа приказна на колективот, односно дека сите треба да сме слободни, еднакви, да имаме еднакви можности, отворен пазар. И сега вие воведувате тарифи, а до вчера попувате по светот дека треба да отворат државата и нивниот пазар, да нема царини, да нели глобализација и така натаму. Па воспоставивте и Светска банка и монетарен фонд пари да дава на тие држави за да се развијат и изградат тоа што треба да изградат. За сега, кога истите тие земји сакаат да воспостават тарифи за да се заштити нивната економија, сега САД е тој ороводецот на тарифите кој се штити од светот. Па вие го создадовте овој свет и оваа економија ваква како што е. Вие сте чувар на капитализмот и на тоа до каде стигна светот со тие економски прерогативи. И сега Трамп е тој кој сака да сврти работава, нели? Обратно, јас сметам дека тоа нема да успее. Значи, што значи нема да успее? Вие може да донесете каква сакате закони, политики и тарифи, тоа никој не ве спречува. Меѓутоа, на долгорочен план, американското општество ќе биде тоа кое ќе се противи, најмногу ќе изгуби од ова. Тој вели дека ние ќе собереме пари од тарифи. Да, меѓутоа тие пари не одат во џебовите на американците, одат во
некој си буџет кој подоцна ќе биде распределен така како што некој после Трамп ќе смета дека треба, нели Трамп утре ќе го нема. Меѓутоа американците ќе усетат една таква инфлација. Да, они зборат дека као разгледуваат варијанта за трет мандат. И третнака е 5, 10, 20 години во историјата се само една секунда. Точно. Така да ништо не значи тоа во еден посериозен контекст, ако има сериозна инфлација пред се во САД, поради тоа што ќе бидат многу скапи, се што увезува САД ќе биде многу скапо на нивниот пазар. И тоа ми е многу интересно, значи САД беше тој, ако го земеме како персонификација, човекот кој ги затвараше своите фабрики за да оди во Кина да произведува, во Виетнам да шие кошули, во Кина да произведува коли и така натаму, и ја пропагираше таа приказна дека вака треба. Па со тоа што го прави дека ја развивал економијата во тие земји каде што произведува, за сега имаме администрација која е сосема спротивното. Меѓутоа, оно што сметам, ако дозволите да се надоврзам на тарифите, што е многу поважно од тие тарифи, кои ќе повторам нема да успеат на долгорочен план. Ако читав и денес дека веќе ги одложил на 90 дена сите тарифи кон светот, освен кон Кина. Да, ајде, тука е политиката игра своја делатност. Меѓутоа, најважната карика која е на администрацијата на Трамп. Они не се така наивни, знаат дека на повидок е нов поредок, некој мултилатерален поредок во која САД не може да биде ексклузивниот хегемон. Во тој мултилатерализам најголем непријател сега не е Русија, туку е Кина. Меѓутоа, за да се спротивставите на Кина во мултилатерализмот, сега вас ви треба нов тип на сојузништво на големи сили, за да ги набедите дека сега Кина е новиот непријател. Тука ви е потребна Русија. Затоа се брза за мир, затоа се пушта Украина низ вода, затоа се ветува се на Русија, не мора Украина да влезе во НАТО, буквално ете и санкции ќе им симнати, значи се што прави администрацијата на Трамп е да придобие Русија и да ја оттргне од таа гравитација кон Пекинг. И ако ја земеме тоа како јадрото на големата слика, онда може да ги анализираме овие зошто се случува што се случува во Украина, зошто наеднаш сега САД не сака да ги финансира, сака мир, доаѓа како миротворец, чекајте, нема војна, а вие испровоциравте, но тоа е политика. И затоа сметам дека па видите вие тарифите останаа само кон Кина. Зошто баш кон Кина? Па вие разбирате ли дека таа кинеска економија утре ако доживее крах и престанат тие луѓе да штедат, американското конзумеристичко општество ќе исчезне за 30 на дена, бидејќи сите пари што ги заимат американците и банките во Америка, всушност дајат од депозитите од Кина, бидејќи американците не штедат, трошат. Кинезите штедат бидејќи имаат таква филозофија на живење и тоа е општо познато во светската економија дека тоа така оди. И сметам дека бесцелно е ова, дури сметам дека САД со ваквиот пристап и ваквата методологија на Трамп ќе ги изгуби оние сојузници во глобалниот југ кои со, ајде да кажеме, повеќе од еден век се обидуваше да ги придобие на сметка на Русија. Да не прифатат комунизам, да го прифатат Русија, Москва како непријател и така натаму. И сега сето тоа се руши како кула од карти и истите тие држави ќе ги придобие Кина. Тоа ми беше меѓу другото и магистерскиот труд влијанието на Кина во Источна Африка, каде што и во афричките земји и овие во Латинска Америка се повеќе е присутно кинеското влијание, бидејќи нивниот модел не е таков класичен колонијалистички, да бидете демократија, вака мора, така мора, отворете го пазарот. Правете што сакате, само да тргуваме, јас ти нудам ова, ти ми нудиш тоа, па ги придобиваат културолошки преку кинематографија, филмови и такви некои моменти. Едноставно интересен моделот, бидејќи не го провоцира тој сентимент на империализмот. Значи, тие држави не ви осеќаат дека вие ги окупирате. И што е најважно, не ви влегуваат со тенкови, авиони, и со бази. И со бази. Мада се шират некаде таму во Пацификот, нели се обидуваат во Жолтото море и сето тоа, односно Кинеското море тука околу Тајван и Филипини да ги заземат и острови, но генералната слика е таа, тоа е една од причините зошто Тајван не го напаѓа. Да, тоа ми беше едно од прашањата. Да. Која е важноста на Тајван денеска за Кина? Сметам дека кога ќе стави све на кантар кинеската политика, пекиншкиот модел, што го викаат на поредокот, е многу поважен од Тајван, во смисла, ако вие го окупирате Тајван, како ќе ми ја продајате приказната за вашиот модел на светски поредок кон останатиот свет?
и тие држави ќе речат утре, па вие нас ќе не нападнете ако не ве слушаме како Тајван. Значи се обидуваат да не ја направат истата грешка како САД додека беше владетел, па и претходно вие да речеме одредени територии на САД се класичен колониализам, што се и тоа се учи во Америка, например, не знам, Гуам, Пуерто Рико, ја би кажал и Аљаска, Хаваи, Америчка Самоа, значи тоа не се автентични територии на САД. Меѓутоа големите сили го прават тоа е нешто што е легитимно и кредибилно во историски води, така што Тајван и многу веројатно да не биде нападнат поради сите овие причини. Од друга страна постојат милион причини зошто би го нападнала Кина Тајван. Они имаат таа One China policy кај што Да, дури американците ја почитуваат, они не го признаваат формално Тајван, немаат официјални дипломатски односи со Тајван. Така што јас сметам дека во наредниве 50 на години не би се дрзнале кинезиве да нападнат, не поради тоа кој кого ќе победи или дали американците ќе влезат, и тоа важи, меѓутоа повеќе ова нив ги боли дека нивниот систем, тој Belt Road Initiative, како се вика, пекинскиот консенсус и така натаму, се тоа нема веќе да помине како приказна во светот ако вие го нападнете Тајван. Сега дали вреди или не. Од друга страна и на американците има важен Тајван, бидејќи тоа е оној првиот појас на безбедност околу Кина, Филипини, Јужна Кореја, Јапонија и Тајван се формира еден обрач против Кина со бази како што велите и со сето тоа. И доколку падне Тајван, Пацификот е буквално ќе падне со се Австралија под кинеско влијание, ајде така ќе се изразам, да не речам кинеска окупација. Има тука многу теми, многу прашања. За денеска не би те држал повеќе затоа што имаш патување. Мислам дека имавме супер разговор. Апсолутно. Фала ти за денеска, ми беше мило и те очекувам во некоја наредна прилика, како што реков, би сакал да отвориме Македонија како тема, значи да се пренесат некои малце поразлични перспективи, да се дискутираат состојбите како за минатото, така за сегашноста и иднината. Па ти посакувам убав помин на твоето патување и те очекувам во некоја наредна прилика. Ви благодарам и само за крај би издвоил нешто, а тоа е дека веројатно ова прв пат да сум повикан на една ваква емисија, во еден ваков еден ваков концепт, и сметам дека темите која вие ги иницииравте се многу поважни од сето што ни се случува во државата, и би ги повикал секој еден млад човек што може, што повеќе, колку може да прошета по светот, бидејќи само така ќе разбере ситуацијата во Македонија, се она што ни се случува, така ќе се осознае и самиот себе. Овие теми се многу важни, нека читаат луѓето, нека се бават со ова, се многу поважни од нашата дневна политика, кој што кажал, кого навредел и зошто, бидејќи доколку ги избегнеме и ние како генерација овие теми кои ги начнавме денес, на Македонија ќе се случи повторно целата историја што и се има случено. Никогаш нема да се издигнеме над ова и никогаш нема да профитираме од било кој светски поредок ако не согледаме што прави светот, како се однесува меѓународните односи и така натаму, и секоја чест и само вака да продолжите и повеќе луѓе да викате на истиве теми, да се разменуваат мислења, бидејќи и еден човек да ве гледа, ако добро абсорбира информации, направи нешто од оваа држава, па и од овој свет го направи поубаво место за живење, тоа значи дека сте успеали и вие и јас. Апсолутно. Ти благодарам. Благодарам и јас.